Драги слушатели на ЕСИ Радио Скопје, со задоволство ви го најавуваме серијалот Божикни приказни со ЕСИ на ЕСИ Радио. Во овие тешки времиња на криза, да ја вратиме магичната божикна атмосфера, слушајќи ги познатите приказни на Ханс Кристијан Андерсен, Чарлс Дикенс, Елизабет Харисон, од многу други познати светски автори и да уживаме со нив. Има нешто во тоа да седиме сите заедно под кебињата или да се сместиме во креветот околу една стара позната приказна која ги спојува нашите срца од нашето семејство. Останете со нас, ЕСИ Радио Скопје. Рудолф Ирвасот со црвен нос. Ова е приказна за познатиот Ирвас Рудолф. Имаше многу ирваси на северниот пол, местото каде што живееше Дедо Мраз. За да им поклони играчки и подароци на дечињата ни целиот свет, тој избира 8 од своите најдобри ирваси кои што најсилно ќе можат да ја влечат неговата голема и тешка санка. Неговиот тим од ирваси се состоеше од Дашер, Денсер, Пренсер, Виксен, Комет, Кјупид, Донер и Блицен. Дедо Мраз ги ранеше нив со магичен овес и пченка за да може да летаат многу високо и многу брзо. Тој ги подели во две групи, една група на женски и друга група машки ирваси. Секој од нив имаше различен карактер и различни интереси. Во својот тим оваа година тој го вклучи малото ирвасче по име Рудолф, синот на Донер и Блицен. Рудолф имаше големо и светло црвено носе, единствено и никој друг нема такво. Сите ирваси му се подсмеваа на Рудолф, викајќи го со различни имиња. Тие не му дозволуваа да си игра со нив. Поради тоа, кутриот Рудолф беше осамен и многу тажен. Денот пред големиот празник Божики, Рудолф го праша Дедо Мраз: "Дали може јас да бидам од твојот тим?" Дедо Мраз многу го сакаше Рудолф, но за да ја влече големата санка на секаде низ светот, беше многу тешка работа. Тој го советуваше да остане дома, да почека најпрвин да порасне и да биде многу посилен. Останатите ирваси го слушнаа овој разговор и поради тоа тие уште повеќе му се подсмеваа. Кога ги слушна Рудолф, тој се засрами, си го скри црвеното носе и си замина дома. На бадниковата вечер се случи една голема бура, точно час пред Дедо Мраз да замине со својата санка. Небото се поцрни, падна густа магла и дуваше многу силен ветер. Што ќе се случи со Божик? Дедо Мраз беше многу загрижен. Тој стравуваше дека нема да може во волку лошо време да ги достави божикните подароци на сите дечиња на светот. Дедо Мраз го повика својот тим порано и заминаа, но беше многу темно и тој не можеше да го гледа патот. Санката се заглави помеѓу дрвјата, не можеше повторно да крене. Оваа година Божик можеби ќе биде откажан и дечињата ќе бидат многу разочарани поради лошото време. Но наеднаш Дедо Мраз се сета и дека Рудолф има големо силно црвено носе. Тој дотрча до неговиот дом и го разбуди. Малото ирвасче беше толку среќно и изненадено кога го виде Дедо Мраз. Неговото носе засвети уште посилно.
Дедо Мраз го замоли Рудолф да им помогне. Тој со задоволство беше прв на чело на својот тим и низ густата магла и силниот ветер ја влечеше санката. Но храброто и мало ирвашче се трудеше најсилно што може, па и останатите ирвеси го следеа црвеното носе на Рудолф и гледајќи ја неговата храброст и тие уште повеќе се трудеа најдобро и најсилно да ја влечат санката. Како што сонцето изгреваше и маглата се разбиструваше, Дедо Мраз ги достави пакетчињата на сите дечиња од целиот свет. Дедо Мраз и својот тим ирваси беа топло добредојдени кога стигнаа дома. Божик е спасен, а Рудолф херојот на денот. Дедо Мраз му даде орден за храброст на Рудолф и тоа е најмалиот и најхрабриот ирвас на сите времиња кој што стана дел од тимот на Дедо Мраз. Од тогаш сите го сакаа Рудолф и веќе никој не му се подсмеваше. Рудолф стана најсреќното ирвашче кое се гордееше на својот светол црвен нос. Ви благодариме многу што бевте дел од оваа прекрасна приказна. Радио ЕСИ Скопје.